И здраво баци, како сте и добро дојавте ново видео. Денеска снимаме нешто ново, нешто поинакво, нешто ископирано. Денеска снимаме реакција на македонски песни и нема да погодите од кого се почињаме. Благадуша. Без разлика што имав со него пред това, да забораваме се, значи без хейт, без ништо, неговите песни ми се длабоко врежани во душава, али наискрено кажувам, секоја песна му имам слушано од, не знам, оваа има например 1842 прегледи, 1742 се од мене, 100 прегледи не успеав, баци, извини, ме претркаа други луѓе, што да правам? Извини стварно. Станува збор за нов стил, фолк рап, фолкен рап, не знам како се вика, Благадуша, најде му име на стилов. Да не го тупам многу, првин да го поздравам коментарот од претходното видео кој што беше најкреативен според мене, а тој коментар е: бацето столе многу пцуел и сите јутубери се жалеле од него. Еден ден го повикал кралот на YouTube GP и му рекол веќе да не пцуе, туку да збори за убави работи, како например за цвеќиња. Тој искочил од кај GP и го сретнал Коле и му рекол: ау, ама те подобро GP, и бацето му вратил: Коле, бега од тука, бидејќи како што сум нашуркан, има да те надетелинам. Тај мајчината ти душичка, момини солзи ќе ти прокапат. Колку е добро да си баце. Право баце што одма ќе те сиебе. Се што треба да направите да напишете и вие коментар, креативен коментар, не значи дека треба да биде баш ваков коментар, затоа што не знам, али мислам дека погрешно ми имате сватено до сега, бидејќи ако ставам ваков коментар, например, следните коментари ќе бидат сите слични на овој. Бидете само креативни, направете нешто поинакво и тоа е тоа. Иначе песна имам слушнато само еднашка и тоа дека бев на работа, што значи дека не ја слушнав најдобро, но според тоа што го слушнав, знам дека вреди да биде реагирано врз незе, значи сварно. Ајде да почнеме. МТВ стайл кој ќе нема програма. Умиш, мислиш, заебаваш, лажно, че само рейтинг ми клаваш. Тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. Глумиш, мислиш, заебаваш, лажно, че само рейтинг ми клаваш. Тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. Пред другарите... Готово. Ова до сега, значи до сега беше најдобриот кадар од цела песна, има едно големо 11 од 10. Значи гледајте, луѓе, кој шмекерски поглед. Пази. Пред другарите си многу си... Толку, брат. Ноџекче, хако траперче, зборуваш за мене се и се што лошо мангупче. Екипата те слуша како да си им предпоставен. Ова е next level Благадуша, човече. Next level Благадуша. Жал ми е по дома, не знаат колку си записал. Гледај ко прво каде е снимано, мислам. Се гледа колку е опасен, не само по тоа, туку и според локацијата кај го снима спотот. Мислам, кои пички се оние Lil Pump, не знам, не ги гледам, али не верувам дека имаат песна на шини снимано. Значи, снимаат у студио, снимаат негде на затворено, кај што не е опасно. Треба да си звер, треба да си опасен да снимаш на шини. И тоа да го снимаш спотов што трае 2 сати на шини, да не се мрнеш. Имам извори дека не се мрнал од ова место, дури воскоа поминувал. Тоа ти се вика опасен. Ова ти се вика фолк рапер, вистински фолк рапер. Поставен ги лажиш кој што сакат, мислат дека си некој нешто, а тебе ни лила не те прима во се или нешто. После оваа рима Еминем е на апарати. Еминем куќата ја продаде, на болница е. Значи нема нешто подолно од тоа Лила да не те викне на се или нешто. Значи сите ги вика на се или нешто. Тебе ако не те викне, брат, што ти е поентата у животот тогаш? Значи зашто живееш? Уби се, браво. На мене се палиш, јадиш лајна дури можеш, букаш кај шо не ти треба, ќе побараш реванш. И се смена кога си дома, ке ме пуштиш, ке ме гледаш, ке ме слушаш, ке се стегаш. Се запрашуваш како и јас да бидам како него, да го достигнам тој левел висок едно ведро небо.
Не знам за која песна, значи не можам, стварно, можам само да предпоставувам, али толку е добар стуткан текстов и направен и свртен за да не можеш да дознаеш за кого е точно. Ама за тој, за кој што е наменета песна, мислам дека треба да се самоубие у истиот момент. Значи не може да биде поизростен од ова. Ова е врвот на ростањето. Еминем, гомна да јаде. Гомна да јаде. Гледај како си иде, фино, лепо, културно, без страф кошини. Значи, што му може восмала човече? Што му може? Има и дрес, бе. Има и дрес од Барселона што пише Благадуша. Има играно дури за Барселона порано. Не ќе да игра за Барселона затоа што не му дава доволно пари, си рече дечкото не ќе, ја ќе си терам друг бизнис. Еве го денес. Значи, верувајте своите соништа и ќе ви се остварат вашите соништа. Тераме да. Глумиш, мислиш за... Има играм и за друг тим, не знам кој се вие, стварно не знам кој се. Можам само да тропам глупости, али гледам Газпром им е спонзор, што значи дека се добри. Заебаваш лажно, че само рейтинг ми клаваш. Тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. Глумиш, мислиш, заебаваш лажно, че само рейтинг ми клаваш. Тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. О не, пак, не. Тој поглед што вечер ќе осунувам. Не. Имаш среќа, Благадуша, што не сум педер, иначе ќе ти пишев во истиот момент, као во истиот момент ќе ти пишев оплоди ме. Во истиот момент без размислување, али среќа не сум педер. Среќа, али пак ми погоди, значи пак го пробуди тоа нешто у мене, ама Кога ќе ме видиш, го гледаш својот идол. Понашањето ти е ко да си го видел Господ. Автограми, сликите, ста чуда, уствари сега не те плука. Ни помага ни твојата глума, јас ти викам сука. Дечко не... Не помага ни твојата глума, а јас ти викам сука. Сука. Ме експлодира мозокот моментално. Ме експлодира. Замислете. Не можам да го споредам со Еминем, затоа што Еминем е од AliExpress за Благадуша. Еминем ти е Благадуша од AliExpress. Сите други рапери се од AliExpress, па да не кажам дури од некои други поглупи страници за интернет купување. Значи, нема, ова е врвот. Идеме да... Не ме замарај, одјеби и не смарај, оди си по патот и поздрав до мама. Джабе, значи дечко се потруди, намигна, ама не е тоа бе брат. Извини, не те знам, али не можеш бе брат, не можеш. Значи не можеш да бидеш код дечко на 0.33, каде е дечко 0.33 памтам од преска. Значи никогаш не можеш да го достигнеш овој левел. Значи зашто брат? Не се труди, мислам окей што си пробал, али еве ти кажам, не можеш кон него. Сега се враќаме назад, бевме на 1.50. Мислам барем. Ми стави само круна, а јас го имам Господ, го одржувам и постот. Продолжи да глумиш. Го има Господ, го издржува и постот. Не се труди. Јас ке сум чекор пред тебе, но пред да плутниш нешто, погледни. Плюс неговите другарчиња си прават муабет тука како да те решат уште толку бе брат. Као, зашто пробуваш да идеш против него? Ја не знам колку треба да си глуп да му се ставаш на Благадуша. Значи колку треба да си глуп кога знаеш дека ќе го јадеш. Плюс треба да си глуп затоа што круна му даваш, као му даваш плюс публицитет на него. Глуп ли си, што е проблемов? Мислам, знам дека ми го гледаш видео. Ја не можам да ги сватам тие луѓе, значи стварно, брат од твоја страна сум. Благадуша, да. Не. Сега фино лепо си отиде, дојде, си израпува, поточно фолк израпува, турбо израпува и си отиде фино лепо. Што сакаш поише? Значи, ова е врвот на опасноста, врвот на ростањето, врвот на се. Као, тука беше Еминем до сега, као, ова беше врвот до сега. Благадуша создаде нов врв. Врвот е тука. Кој се мисли дека е поталентиран, нека дојде слободно. Например, овие две бацања тука сигурно на Инстаграм ми пишуваат на девојката на тој што пробал да му се стави на Благадуша. Па дури може и двајцава да искочиле, па дури може и двајцава да поминале. Значи, ниедна од тие можности не се исклучува, ниедна. Само рейтинг ми клаваш, тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. Oh my god.
Кој бил режисер на ова ремек дело? Режија, те молам, кажи ми, нема режија. Има видео, Благадуша, има камера, дозик. Кој го имал сценариото за ова? Кој бил режија? Значи, гледај, замисли. Они седат се допишуваат со, јас би реков, се допишуваат со девојка му на тој што го роустел, ама не изгледа дека е така. Му се смеат. Се смеат. А уствари имаат маска на нивниот iPhone од Благадуша. Ајде сега, значи, тајно си му верен фан, бе, брат. Тајно си му верен фан. Браво. Глумиш, мислиш, заебаваш, лажно, че само рейтинг ми клава. Леко ко природно си одржи телефонот. Секој го држи вака телефон. Шо не ти е јасно на тебе? Тајно си ми верен фан, како да ти помогнам, ах бе брат. Благадуша таму. Им се врати. А сега се поздравуваат со него. Брат, те разбирам, значи такви се луѓето, први ни јадат гумно со тебе, после се со тебе, мислам. Ти го имаш тоа сватено, тоа можеме да го видиме. Според оваа фацка. Не, зашто по трет пат, брат, зашто? Зашто по трет пат? Готово. Педерсун последо. Педерсун. Океј, готово. Идам да му пишам на Благадуша. Тоа јеби го. И тоа е тоа за ова видео, бациња, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да стиснете лайк, шер и субскрайб. И плюс немојте да заборавајте да стиснете на она звончено, не знам зашо, али викаа дека било шема и дека требало да се стиска, така да стиснете го за да ви стигаат нотификации. И исто така немојте да заборавајте ме фоловнете на Инстаграм Стојан, затоа што ставам мимс и други работи, плюс ако сакате да знаете нешто поише за мене, таму сум. Значи пак да кажам, не сакам ова да испадне дека хейтам некого или било што, само сакам да направам реакција на видео на Благадуша, значи на страна да го тргнеме целиот хейт од претходно што го имавме кон него, што ја секако не ве натерав, иако некои јутубери викаат така. Значи само сакав да слушнам песнава и да го кажам моето мислење и се тоа. Се гледаме во наредно видео. Чао.